Уставниот суд трет ден молчи по донесениот указ на владата да се одделат пари за плати и режиски трошоци за вработените во СЈО. Во зградата, каде буквално не се случува ништо, оти обвинителите ги вдоми обвинителството, а истражителите се вратија во матичните институции, има стотина службеници кои не работат ништо, но им следува плата, бидејќи законски, мандатот им истекува во септември годинава. Во понеделникот, техничката влада донесе указ да им се исплатат плати, откако изминатите месеци власта направи многу неповрзани чекори за вработените таму. СДСМ уште лани со амандман им ги укина парите и ги пренамени за Државната изборна комисија. Се жалеа преку соопштение вработените во СЈО. Од тука апсурдни се правдањата на владата од пред некој ден, дека ако не бил донесен указот да се плаќаат плати и трошоци, вработените во СЈО ќе тужеле. Но кој остави простор за поднесување тужби? Во февруари со писмо службениците од специјалното обвинителство се жалеа дека платите за октомври и ноември ги земале благодарејќи на управата за јавни приходи, односно со присилна наплата, оти нивната шефица беше во притвор, а во меѓувреме разрешена, па немаше кој да им потпише плати. Според нив проблемот настанал кога УЈП требало да направи присилно извршување на декемвриската плата. Тогаш тие апелираа дека во буџетот за СЈО за 2020 година предвидени се финансиски средства само за ставка плати, но истите не може да се исплатат преку присилна наплата од УЈП, затоа што Министерството за финансии присилното извршување го изземало. Со оваа одлука долговите се трупаа, а се остави основ и за тужби. Во време на вонредна состојба одлуките и уредбите на владата имаат законска сила. Уставот не дозволува шефот на државата да врши контрола или пак да укинува укази и одлуки, но никој не го спречува јавно да укаже дали некои одлуки или укази се избрзани или неправилни. Пендаровски засега молчи. Иако во неговото обраќање пред да се прогласи вонредна состојба, тој нагласи дека дилемата за прогласување на ваква состојба се токму преголемите ингеренции што ги добива владата. Останува отворено зошто токму сега, кога државата нема пари ни за кризата, владата носи вакви решенија.